Ке се завршат започнатите капитални проекти и ке се развиваат нови. Владата предвидува реализација на рекордни над 800 милиони евра капитални расходи во буџетот, пари со кои ке се инвестира во патна, железничка и енергетска инфраструктура. Се предвидуваат пари за завршување на закочените крупни проекти како автопатот Кичево-Охрид, интензивирање на изградба на коридорите 8 и 10Д, инвестиции во енергетиката, земјоделството, образованието и здравството. Ке се градат експресни регионални патишта, училишта, градинки, болници и други јавни објекти. На овој начин, владата планира да се создаде инвестициски циклус кој ќе го поттикне економскиот раст и во 2025 тој се проектира на ниво од 3,7%. Според премиерот Мицкоски, мора да се заврши она што е започнато. Тој не гледа никаква оправданост во критиките од опозицијата на ова поле. Да, треба некој да ги заврши тие проекти. Зарем треба истото да се случи како што се случи Кичево-Охрид 7 години да не мрднат ни милиметар. Зошто? Затоа што тоа било почнато од владата на ВМРО. Се ние треба да речеме, не, ова е проект на СДСМ и ние нема да го работиме. Сам би било тоа многу неодговорно, ако така се однесуваме. И затоа ние одлучивме да се сукаме ракави и сето она кое што е почнато да го завршиме. А во меѓувреме да развиваме проекти кои што потоа би ги аплицирале. Планот на власта е реално да ги реализираат предвидените пари за капитални инвестиции, а не како до сега тие да се трошат за трансфери до јавни предпријатија и акционерски друштва за тековно работење. Во поглед на патната инфраструктура се најавува градежна офанзива на над 200 километри патишта низ Македонија, а веќе се забележува побрза динамика на градење по откочување на бројните препреки кои ја забавува обновата на патната мрежа во земјава. Опозицијата пак во рамки на амандманската расправа за буџетот 2025 критикува дека е скроен недомакински и неразвоен, а во предлогот не можело да се види ниту еден нов позначаен проект за развој на државата, освен продолжение на проектите кои тие ги започнале. Тие најавија дека нема да го поддржат и поднесоа над 200 амандмани.